Добре, криптоентузијасти, денеска имаме едно доста битно видео, посебно во односно на што се случува на пазарот. Првенствено, како што може да видите, значи целиот пазар моментално на традиционалните маркети е доста позитивен, значи скоро и да немаме нешто во негатива, некои помали компании овде, но ова се најголемите компании моментално по сектор, дали тоа технологија, комуникации, конзумер или слично, со тоа што ако сакате да го имате ова како нели алатка, значи може да го најдете на finviz.com/map. Значи овој дел мислам дека доаѓа сам кога ќе го напишете тоа. Значи чисто ако сакате да следите традиционални маркети со најголемите компании во светот, значи многу едноставно е да го направите тоа на овој начин, затоа што ви дава по одредена, да речем, дејност. Значи сите овие компании гледате во однос на тоа колку е нивната маркет кап. Значи се интересно поделени. И ова чисто сакам да ви го покажам денеска, прво за тоа што нели може да го најдете чисто за вас, а второ за тоа што покажува дека целиот маркет моментално е во зелено. Гледаме дека Тесла е моментално 5,3% плюс и слично, значи дури и најголемите компании имаат доста позитивно поместување нагоре, како и во криптопазарот. Нормално со тоа што можеме да видиме дека биткоин е 2,29, гледаме дека Етериум е скоро 5%, ADA е 6,1, DOT е 5%, нешто помалку за Ripple, гледаме дека и останатите се Solana е 7,5, гледаме, значи имаме доста голем скок за сите криптовалути, кое што директно се должи на ова, а тоа е падењето на DXY индексот. Со тоа што денеска видеото е лов на дното, значи ќе ги споредиме оние вообичаени, да речем, кои што ги имаме индикатори, со цел да утврдиме дали се наоѓаме на дното. Значи, за жал, јас се уште не мислам дека се наоѓаме на дното, со тоа што денешното видео прво ќе биде анализа на самиот биткоин, односно тоа кои се неговите карактеристики во овие индикатори кои што ги имаме, значи каде се наоѓаме во однос на самите индикатори, со тоа што дополнително имаме некои нови појавувања во однос на чартот на DXY, треба да утврдиме дали истиот има заоблување заедно со индексот на инфлацијата и да видиме, тоа беа последните два индекси, доколку сте гледале нашите претходни видеа, кои што треба да имаат заоблување пред да можеме да утврдиме дека имаме конечно сите овие се исполнети индикатори и дека сме утврдиле или се наоѓаме на близината на самото дно на овој bear market, но нормално ќе одиме постепено. Значи ќе ви покажеме што моментално сме нашле, ќе почнеме се движиме со тоа што дополнително ќе направиме муавети околу случувањата кои што доаѓаат на крајот од овој месец и почетокот на следниот, кои што се исклучиво битни. И сето тоа ќе го склопиме со цел да видиме на целосна анализа за тоа каде се наоѓаме и што очекуваме понатаму. Сега, првенствено, најдобро би било да почнеме денеска со биткоин, односно да видиме каде се наоѓаме и зошто е тоа така. Значи, сето тоа повторно ќе кажам, доаѓа од исклучива причина поради која што DXY индексот самиот по себе моментално е во пад, односно имаме околу 1% пад на ден, но доколку тоа го земеме од овие две недели заедно, ние имаме вкупен пад од отприлика 2,79, односно скоро 3%, што за доларниот индекс е многу голем пад. Но нели, ќе се вратиме на доларниот индекс, има многу да се зборува околу тоа. Прво сакам да поминеме на брзина преку биткоин, затоа што како таков настани е многу битен во однос на тоа дали сме утврдили дно или не, а понатаму ќе продолжиме преку DXY, случувањата кои што се моментално во самиот економски пазар ни светот и што истите понатаму би ни донеле како и компарација на тоа што се случувало во претходните два периода пред изборите во Америка, односно 2018-2014 година, октомври и ноември, за да видиме дали имаме корелација во однос на тоа што го гледаме моментално и да бидеме најприпремени што може во она што ќе се случува во следните 2-3 недели, затоа што се исклучиво битни за да се пласираме најблиску што може до самото дно на пазарот. Сега, првенствено да повториме сите оние кои што прв пат следат нашиот канал, значи имаме основни 6 значи индикатори кои што ги користиме, кои што се најсоодветни да речеме да ни кажат дали се наоѓаме на самото биткоин дно или не. Ќе почнеме сите поред да ги испитуваме еден по еден со цел да видиме каде се наоѓаме и после тоа ќе направиме генерална анализа на тоа каде моментално е биткоин, со тоа што значи одиме поред. Првиот ни е да се наоѓаме на 200 или 300 неделната средна вредност, со тоа што тоа го правиме на вториот чарт, каде што моментално можеме да видиме дека самата цена моментално, чартот на биткоин моментално се наоѓа помеѓу 200 и 300 неделната вредност, со тоа што имаше два наврата многу блиска средба за да го допре
значи да допре 300 неделната средна вредност. Значи за оние кои што не го гледаат нашиот канал, сите овие индикатори може да ги погледнат во нашиот основен курс за техничка анализа. Тоа е од самиот почеток, значи сето ова може да го погледнете за да не се навраќаме сега нели во детали да го објаснуваме тоа. Значи средна вредност представува во случајот од целокупната варирање на цената. Ова се 200 и 300 неделните средни вредности кои што претходно биле, значи повторно за оние кои што се нови на каналот, ги представувале дното на претходните bear маркети. Значи ова е 2018-2019, значи прво допир на 200 неделната средна вредност, која што потоа дошол и до 300 неделната средна вредност, за истото да биде фактички дно на овој bear маркет. И во bear маркетот 2014-2015 година имаме исто таква ситуација во која што 200 неделната средна вредност е уствари, гледаме овде, значи во два наврата, ако го продолжиме ова и понатаму, значи ако едноставно ја продолжиме оваа 200 неделна средна вредност овде, можеме да видиме дека истата представувала дно на самиот bear маркет во овој сегмент, што значи дека 200 и 300 неделната вредност генерално постојано ни покажуваат кога се наоѓаме блиску до самото дно на bear маркетот, со тоа што тоа не значи дека ќе биде постојано вистина, но сега за сега два bull маркети, bear маркети, тоа било едно од главните показатели кога се наоѓаме на дното. Значи ние моментално се наоѓаме доста блиску до самото дно, со тоа што 300 неделната средна вредност постојано се движи нагоре постепено. Значи во првиот момент кога цената падна после терало на колапсот беше на вредност 16.600 и нешто, со тоа што сега моментално најдолната вредност е 17.800. Значи околу $1.200 се качила оваа 300 неделна средна вредност, поради тоа што генерално на долг план биткоин се движи постојано во нагорна линија. Што значи дека можеме да кажеме дека овој од сите овие 6 индикатори е исполнет. Да одиме на вториот, односно индексот на инфлација и индексот на вредноста на доларот да бидат заобрени. Сега, овие два ќе ги оставиме за последни, затоа што моментално, ако се сеќавате на нашите претходни анализи, тие се единствените од овие 6 кои што навистина ни фалат за да можеме да утврдиме конечно дно на овој пазар. Со тоа што следната е хајке наши свеќите на неделно и на месечно ниво да имаат пресврт. Значи хајке нашите за разлика од останатите свеќи има многу полесен начин на определување на трендови, со тоа што ќе почнеме прво на месечно ниво. Значи можеме да видиме дека на месечно ниво кога имаме определување, со тоа што гледаме дека користењето на хајке наши свеќите, кои што може да ги најдете во пајечко мени, ни покажува многу поедноставни трендови кога станува збор на макро ниво и истите кога би ги следале, многу поедноставно можеме да видиме почетоци и краеви на самите трендови. Значи, во оваа ситуација можеме да видиме дека на месечно ниво сме во длабок bear тренд, со тоа што повторно за оние кои што првпат се на нашиот канал, значи самите хајке наши свеќи кога се во определен тренд на долната страна скоро и да немаат сенки, додека на горната страна има поголеми сенки и обратно. Во надолен тренд гледаме дека на горната страна нема, додека на долната страна имаме се повеќе и повеќе сенки, се додека не дојдеме до свеќе кое што е со многу поголеми сенки на двете страни од сопственото тело. Гледаме дека секогаш тоа е уствари пресвртот, каде што моментално имаме промена на самиот тренд. Тоа многу едноставно се гледа кога е на месечно ниво, со тоа што гледаме дека волуменот на свеќите се повеќе и повеќе се намалува, како што можеме да видиме во секоја од овие ситуации, каде што би добиле таква свеќа и за почеток, за прв пат гледаме дека имаме промена на трендот на MACD, но за тоа ќе поразговараме подоцна. Сега моментално се фокусираме на хајке наши и гледаме дека на неделно ниво имаме таква свеќа овдека. Гледаме дека на неделно ниво конечно добивме свеќа со помало тело во кое што имаме сенки на двете страни и ова е првата позитивна, но се уште не е завршена. Не заборавајте дека оваа свеќа само што започна, значи истата ќе заврши дури по 7 дена заедно со денешниот, со тоа што значи мораме да почекаме 6 тоа што мораме да почекаме да видиме дали истата ќе биде позитивна, затоа што истото се случи и претходно. Значи имавме прекин на овој тренд, добивме таква свеќа која што требаше ова да го следи нагоре и се случи оно што ви го кажав, повторен пат на овој бран надолу, затоа што после оваа свеќа мораме да видиме како ќе се утврди трендот следен, со тоа што сето ова е под bull market support band, но за тоа ќе поразговараме подоцна. Значи сега се држиме директно на оние најбитни индикатори во моментов. Значи гледаме дека ниту на неделно, ниту на месечно ниво немаме јасен тренд во кој што можеме да кажеме дека сме го промениле и дека се наоѓаме во bull тренд, што значи дека и овој индикатор моментално не можеме да го земеме во предвид. Исто така, значи Гозискиот канал, ова е еден од оние индикатори кој што е
Значи, до сега во два наврати ни покажал дека на вистина можеме да рачунаме на него, но гледам дека моментално со оглед на фактот дека истиот веќе во неколку време е позитивен во однос на тоа што можеме да очекуваме, односно 5 или 6 свеќи од почетокот на црвениот гозиски канал, кој што најчесто ни покажува bear и bull формации. Во случајот, значи, имаме веќе 1, 2, 3, 4, 5, 6, значи ние тогаш ова би требало да биде дното, со тоа што ако го споредиме со претходните bear маркети, гледаме дека буквално тоа и се случува, значи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6-та свеќе било дното, како и во 2014-2015 година, значи буквално истото, имаме 1, 2, 3, 4, 5. Значи 5 или 6 свеќе од моментот кога сме влегле во црвена зона, сме добиле дно на bear маркетот, но во случајов тоа не мора да значи дека постојано ќе биде вистина, значи мораме да видиме дали тоа на вистина ќе се случи, со тоа што гледаме дека во оваа ситуација веќе некое време цената се обидува да го скрши овој долен дел на гузискиот канал. Значи, ова е од оние кои што се уште не се комплетно валидни индикатори, но е еден од оние кои што досега ни покажал доста позитивни, да речем, досега бил вистини, затоа и немаме причина да не го сметаме за таков, се додека истиот не покаже спротивно. И нормално да ги погледнеме Stock RSI, RSI и MACD разделени, каде што можеме да ги видиме прво на месечно ниво, а потоа на неделно ниво. Со тоа што на неделно ниво гледаме дека веќе се во позитива, значи ако гледаме на неделно ниво, тогаш на MACD ние се наоѓаме, базичната и сигналната се доста раздалечени во нагорен план, со тоа што гледаме дека имаме и заоблување на бранот на волумен овдека, со тоа што веќе сме во позитива и истиот продолжува и понатаму. Но да не забораваме дека тоа е само почеток на трендот кој што мора да се смени на месечно ниво пред да разговараме за целосен тренд кој што нас ни одговара за почеток на следен bull маркет, со тоа што знаеме дека самиот RSI стигна до најниска вредност која што некогаш е имал на биткоин, а тоа е 25,96, што моментално се наоѓа во се уште долната зона, затоа што до 30 се смета за препродадено доброто, но се наоѓаме во некоја долна граница на 36, со тоа што Stock RSI, за жал, е во многу висока вредност, значи истиот само што е допра пред некое време, значи е допра горната граница на препродадено и моментално се движи негде во тој сегмент, така да со многу мала промена на цената нагоре ќе станеме препродадени на чартот на биткоин, што не е добро, посебно не во овој сегмент кога имаме доста негативни вести. Сега интересно што мораме да го забележиме е дека MACD за прв пат од овој пресек овдека, а тоа е на 1 јануари 2022 година, кога официјално почна самиот bear маркет, имаме за прв пат бел столб кој што мораме да чекаме да заврши барем до крајот на овој месец, за да можеме да утврдиме дека имаме забавување на овој тренд, затоа што до крајот на овој месец може да се случи пресвет повторно. Значи ние и понатаму ќе продолжиме. Секоја недела го правиме ова со цел да видиме каде се наоѓаме на самиот чарт. Гледаме дека на месечно ниво на најниската историска вредност за биткоин се наоѓаме од 41 до 42. Значи тоа е одлично, но сепак се обидуваме да се пласираме на најдобра можна позиција. И MACD, и Stock RSI се наоѓа на скоро 0, што е исто така многу добро, но пред да добиеме потврда од останатите, гледаме дека се уште е рано за да можеме да говориме за дно, затоа што гледаме дека сите овие индикатори не ни покажуваат јасни знаци на промена на трендот нагоре, затоа што MACD на месечно ниво, да имаме промена, прво треба да добиеме заоблување на базичната линија, на сигналната линија и базичната, а пресекот би бил главниот момент кога ќе можеме да кажеме да, еве имаме пресвет, со тоа што прв момент кој што ни покажува дека ќе имаме пресвет е секогаш нормално самиот волумен, кој што почнува да се намалува и да се врти во обратна насока со посветли бои. Значи тоа е во однос на овие индикатори кои што се уште да речам се движат полека кон позитива, но да не забораваме дека тоа не значи дека сме ја допреле конечно дното, со тоа што најбитните, ја верувам дека кога овие два индикатори ќе бидат исполнети, другите веднаш ќе се исполнат, верувајте ми, сега ќе ви кажам и зошто. Значи, првенствено, овие два индикатори кои што моментално ќе разговараме, кои што се директно поврзани со доларниот индекс, затоа што првиот е доларниот индекс, а вториот е инфлацијата. Значи, кога истите ќе бидат заоблени, тоа значи почеток на следниот bull маркет, затоа што почнува следниот bear маркет за овие индекси. Сега, значи, за да можеме да го анализираме тоа, мораме да се осврнеме на DXY. Значи, моментално, овој
напредок кој што го гледаме, прво, не можеме веднаш да се возбудиме и да очекуваме дека сега ќе се движиме до 100.000, затоа што можеме да видиме дека сме во макротренд надолу. Така, значи пред да продолжиме со анализата на DXY, сакам само да ви покажам уште еднаш да не заборавате дека се наоѓаме во огромен макротренд надолу и дека ова е, значи ако се сеќавате, овој дел од ова што моментално го гледаме како движење на цената надолу е многу сличен со овој дел каде што движењето на цената надолу, откако истото се. Значи гледате, имаме големи падови во 3 наврати пред конечно цената да почне да се солидира, што уствари во оваа ситуација луѓето верувале дека е крајот на bear маркетот, и имаме конечна капитулација пред да почне следниот bear маркет. Извинете, bull маркет. Со тоа што јас верувам дека моментално се наоѓаме во многу слична ситуација каде што веќе имаме, значи неколку падови, рековме 1, 2, 3, значи имаме во оваа ситуација го гледаме, имаме две корекции нагоре, ова е третиот пат надолу и гледаме дека полека цената почнува да се консолидира, што многу слично изгледа како во онаа ситуација која што имаме од 2018 година, пред да имаме конкретна последна капитулација и почеток на следниот bull маркет, што јас верувам дека може да се случи многу лесно во следниот период, а ќе ви кажам и зошто, значи моментално ќе поработиме на тоа денес, но само да завршиме прво ваквата, значи, анализа. Како што рековме, овој паѓачки триаголник, рековме дека 70% од шансите се исти да се пробие нагоре, што моментално и се случи. Со тоа што да не забораваме дека 20.000 е моментално многу јака, значи, гледате, имаме 1, 2, 3, 4 неуспешни обиди да го пробиеме 20.000 левелот во претходните практично месец дена и повеќе, месец и пол дена. Значи, затоа што моментално 20.000 е претворена во отпор, за разлика од пред тоа кога беше сапорт. Со тоа што јас верувам дека ќе се случи повторно, ќе образложиме се зошто. Не заборавајте дека се наоѓаме доста високо, затоа што, значи, моментално сток RSI е препродаден на 72, скоро 73. Добро, иако сток, значи RSI самиот по себе е само 36, има уште доста време нагоре. Гледаме дека VWAP е во горниот дел, гледаме дека конечно има заоблување на моментум, оваа булиш диверзија. Значи сето ова е во ред, значи одлично изгледа, но проблемот е што вестите кои што доаѓаат од фундаменталниот дел од анализата ни покажуваат сосема друга слика. Сега, за да можеме да се префрлиме таму, значи ја прво морам да покажам дека навистина во оваа ситуација од она што го гледаме, навистина постоја булиш, значи ситуација во која што гледаме дека навистина имаме соодветно бул сценарио, барем во краток период, каде што гледаме дека, значи, на дневно ниво, посебно, имаме бранот на момент се предвижува нагоре, базичната и сигналната линија се разделени. Со тоа што, како што реков, можеме да видиме дека самиот бран на моментум е доста позитивен, базичната и сигналната линија се раздалечени, само што помина нула вредност, значи тргнуваат во позитива. Гледаме дека money flow се качува скоро па уште да помине преку нула нагоре, VWAP е исто така во нагорна линија, се е во нагорна линија, со тоа што да не заборавиме дека се, значи овие моментуми може да бидат и доста кратки, посебно со оглед на фактот дека цената веќе се наоѓа на горната граница на Bollinger Bandот, со тоа што да не заборавиме уште еднаш, колку потесен е Bollinger Bandот, толку е поголема веројатноста дека ќе имаме многу голем пробив на едната или на другата страна, но и да не заборавиме исто така дека моментално имаме овој плав триаголник, кој што значи промена на трендот, што значи промена на трендот во обратна насока. Гледаме дека најчесто плавите триаголници до сега доста јасно ни покажуваат кога имаме промена на трендот, така да нели да видиме како сето тоа ќе се одвива, иако имаме доста простор за позитивни движења на цената на биткоин, како и на останатиот пазар од оно што моментално можеме да го видиме, тоа може да биде и доста кратко, затоа нели да не се надеваме премногу. Сега ќе ви кажам и зошто. Значи, ова беше опрлика оно што можеме да го видиме моментално на биткоин чартот. Значи, сега би сакал да се преместиме на DXY, кој што во моментов е главната причина поради која што го имаме овој скок на сите пазари, значи без разлика дали се тоа традиционалните пазари, како SPY и Nasdaq, така и криптопазарите, кои што како што може да видиме се во многу поголем подем за разлика од традиционалните, нормално, затоа што нивните маркет капови се многу помали, затоа е многу поедноставно истите да имаат голем напредок за разлика од традиционалните пазари. Сега, значи, ќе навлеземе подлабоко во анализа на DXY, ќе го споредиме со SPY и Nasdaq, да видиме што се случува помеѓу нив и ќе видиме во генералната слика на
Со тоа што кога ќе ги провериме сите чартови кои што ги имаме за DXY, ќе можеме да видиме која е реалната шанса за истиот навистина да се заобли и да почне да се движи надолу, но уште еднаш ќе напоменеме дека ниту една техничка анализа не може да ви покаже директно и веднаш дали се наоѓаме во позитива или негатива. Значи мораме да го следиме сето тоа во однос на тоа како се движат и макроекономските фактори, во кој случај се и овие работи за кои што ќе мораме да поразговараме, односно самата инфлација, она што доаѓа моментално со изборите во Америка, така да сето тоа мора да го склопиме во еден концепт и да направиме заклучок на крајот на ова видео, така да останете со нас. Знам дека е малку подолго, но за жал нашите технички анализи се детални и поради оваа причина, значи, се обидуваме на тој начин да ви дадеме целосна слика на стварите, пред понатаму да одлучите што планирате да правите и да ви кажеме што ние планираме да направиме понатаму. И затоа, кога видеото е 1 час, тоа не е поради тоа што ние се обидуваме да го направиме долго, тоа е поради тоа што имаме многу факти преку кои што мораме да поминеме за да можеме целосно да ви објасниме како сме стигнале до нашиот заклучок. Сега ќе почнеме од најголемата слика, па ќе почнеме да се движиме надолу, затоа што ова придвижување надоле е ништо доколку го погледнеме целата слика каде се наоѓаме моментално, како и секогаш, значи мораме да го споредиме тоа на глобално ниво прво, па да се придвижиме до моменталната ситуација, каде што рековме дека моментално, значи самиот доларски индекс DXY се движи во овој огромен канал, во кој што се движи уште од самиот почеток на неговото постоење, со тоа што моментално за прв пат од практично 2002 година се приближува до горната граница на овој канал, што значи рачунајте 20 години биле потребни за да направи повторна корекција нагоре и гледаме дека секоја негова корекција нагоре кореспондира со bull market, со bear market во крипто и во традиционалните пазари. Значи и сами знаеме дека од 2014, кој што може да видите на самиот чарт подолу, до 2015 траеше bear маркетот, после 2013 bull маркетот, кој што почна од 2016, затоа што ова е практично до крајот на 2016, во 2017 имаме следен bull маркет. Така. Истото и потоа, значи откако 2017 го достигна оваа една година bull маркет, значи имаме пат каде што фактички во оваа ситуација овој пат кој што го гледаме овдека од јануари 2017 до практично јануари 2018 година кореспондира со една година bull маркет која што имавме од 2017 година. Значи со тоа што дното на доларниот индекс е точно врвот од 20.000 на цената на биткоин која што ја достигнавме во крајот на 2017 година. Исто како што и во 2020 до 2021 година имавме значи пат на доларниот индекс, значи крајот од март 2020 до јануари 2021 година, кога почна овој bull маркет за доларниот индекс, а во исто време добивме bear маркет. Зашто? За моментално целата криптоиндустрија како и традиционалните пазари. Значи гледате дека сите овие корекции кореспондираат со досегашните bull маркети кои што сме ги имале и во оваа ситуација ќе биде исто. Односно откако конечно ќе добиеме заоблување на овој максимален раст на цената надолу, во истиот момент ќе добиеме и почеток на bull маркет. Значи гледате ова кореспондира според годините кои што ви ги кажав, нормално знаете и сами кога почнал bull маркетот, може да го прегледате тоа. Значи јас ако сакате еве чисто за да го видите тоа, значи ќе го додадеме BTC USD како чарт, со тоа што кога го додавате, значи ќе го додадеме на Binance ќе го додадеме и ќе го додадеме New Price Scale, како што се сеќавате претходно ви го објаснив тоа, за да може да го споредиме, затоа што иначе нема да ни дозволи да го споредиме соодветно. Само момент, за жал на Binance е многу краток, ќе мораме да додадеме некои од подолгите, да видиме кој има подолг. Само момент. Значи BTC и Bitfinex, тој беше најдолгиот, ако не се лажам, тој истиот што го користиме и ние. Да, еве гледате, значи од самиот почеток. Еве го она што постојано го кажувам, значи чисто за да може да го видите со своји очи. Значи имаме точна корелација на секој bear и bull маркет. Значи рековме претходниот кога имавме пад на 2017 година на доларот, гледате што се случува. Доларот паѓа, а во исто време биткоин расте цената. Така. Со тоа што може цената да видите на лева страна на биткоин, а на десна страна на доларот и гледате дека врвот на 20.000 кореспондира со овој дамп кој што го имаме овдека на доларот. Потоа, во доларот почнал да се коригира, имаме bear маркет и обратно.
Значи, ова е она неуспешен обид за bull market, со тоа што од март 2020 година, кога имаме официјално врв на доларниот вредност, значи истиот почнува да паѓа, биткоин почнува да расте. Со тоа што гледате, значи точно првиот дамп, каде што после утврдување ново дно, го добивме првиот врв во 2021 година, кој што ствари представуваше официјалниот врв, ова е ствари dead cat bounce, кој што успеа да помине над првиот врв, но како и да е, гледаме дека значи точно кореспондира обратно, односно кога истиот почнува да расте, биткоин вредноста почнува да паѓа. Значи, на тој начин можеме да видиме дека се директно корелирани и во оваа ситуација, значи, буквално чекаме моментот кога ќе се случи да падне, да се заобли овој индекс на доларот, за да можеме конечно да започнеме со следниот bull market на биткоин, што е еден од главните индикатори кои што мораме да го исполниме, односно да го утврдиме, пред да можеме да кажеме дека ќе започнеме со следниот bull market на биткоин. Така. Сега, генерално тоа е како изгледа споредбата помеѓу биткоин директно со доларниот индекс и гледаме дека точно е корелиран. Сега моментално, значи можеме да видиме дека се наоѓаме доста блиску до горната граница на овој канал и за кратко ќе го погледнеме Market Cypher-от. Гледаме дека Stock RSI е комплетно oversold, гледаме дека и RSI е oversold, ова е прв пат во историјата после 2015. Значи гледате, има 7 години кога прв пат се наоѓа на oversold ова индикатор. Гледаме дека имаме конечно заоблување на бранот на моментум, што е еден од првите моменти кога ќе видиме дека навистина ќе дојде до заоблување, но тоа може да продолжи, тоа не ќе се случи одма. Мораме да добиеме црвена точка овдека на прекршување на базичната и сигналната линија. Црвена точка на горниот би била пожелна, за да видиме дека имаме утврдено локален врв. И на тој начин истата мора да се задржи еден месец, значи до крајот на самиот месец, пред да можеме да утврдиме дека навистина сме добиле соодветен сигнал кој што ни покажува придвижување на цената надолу. Но јас верувам дека тоа наскоро ќе го добиеме, но повторно тоа може да потраи еден цел месец пред да се случи, со тоа што не заборавајте дека цената проби над овој левел од 2002 година, кој што беше последниот месечен левел на целиот овој пат надолу, кој што моментално прави ретест, односно оваа свеќе може да ја уствари ретест на ова ниво пред цената да продолжи се движи нагоре, значи тоа не можеме да го исфрлиме како опција, посебно со оглед на фактот дека фундаменталната анализа ќе ни покаже дека треба да ги очекуваме овие работи во следниот месец. Сега, на неделно ниво, значи прво правиме анализа, потоа ќе ги погледнеме фундаменталните вредности и ќе разговараме што понатаму. Значи, техничката анализа ни покажува дека е време за пат, да не се лажиме. Тоа го покажува веќе некое време, значи подолго време ни го покажува тоа, но за жал фундаменталната анализа е она која што го држи доларниот индекс доста високо. Значи гледате овде дека имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 од октомври 2001 до октомври 2002. Значи успеал да направи 8 локални врвови. Јас верувам дека многу од луѓето очекувале пат после секој од овие локални врвови, но тоа не се случило. И се уште имаме движење на овој bull market нагоре, затоа што имаме фундаментални вредности кои што го буткаат нагоре. А тоа се Федералната резерва, тоа се rate hikes, и значи овие каматни ставки кои што постојано окреваат вредноста на доларот нагоре. Значи поради овие причини и понатаму продолжува и покрај утврдување на 8 локални врвови. Затоа и ви реков, некогаш техничката анализа не е доволно за да може да утврдите што понатаму ќе се случи, затоа мораме да имаме целосна слика пред да продолжиме понатаму. Сега, во однос на ситуацијата моментално на неделно ниво, гледаме дека имаме повторно RSI е препродаден, но препродаден е уште од 2022 година од јануари. Сам почетокот на оваа година е препродаден. Се наоѓа над 70. Со тоа што Stock RSI се придвижи под 50, гледаме дека имаме голем наплив на пари, се уште. Само VWAP е надолу и конечно за прв пат конечно добивме на MACD, односно на бранот на моментум, прекршување на базичната и сигналната линија надолу. Значи ова се почетоци на bear movement, што повторно не значи дека ќе се исполни. Овдека уште еднаш ќе напомениме, ова е каналот кој што ни го кажа еден од нашите гледачи, кој што му се заблагодаривме во последното видео, со тоа што гледаме дека ова се уште е испочитувано барем до овој момент и гледаме дека истиот се движи во овој канал на неделно ниво, со тоа што се приближува до долната линија на овој канал, што јас верувам дека ќе се покаже како солидна граница со оглед на фактот дека се покажала во 1, 2, 3 наврати до сега за неговото движење нагоре, но да не заборавиме дека во исто време
за самиот DXY индекс, да, мислам дека беше овде. На DXY индексот имаме и параболично движење, кое што моментално ја држи оваа цена во овој параболичен бул маркет. Значи, ако се сеќавате, неколку пати го спомнавме до сега, гледаме дека истиот, значи оваа парабола комплетно ја почитувал до сега, ова е прв пат, значи цената сега повторно гледаме дека имало обиди за прекршување на оваа парабола, но мораме да видиме оваа свеќе како ќе заврши. Значи дека до крајот на оваа недела, ако оваа свеќе заврши под оваа парабола, тоа ќе биде еден од првите фактори кои што ни покажуваат дека можеби конечно DXY индексот е спремен за следен пат, но не можеме да брзаме пред да увидиме како ќе се заврши оваа свеќа од оваа параболична линија, што е еден од првите, поврзан заедно со она што го разговаравме, дека излез од овој канал надолу, би исто така препоставувал движење на DXY надолу, што би ни бил почеток на следниот бул маркет, но уште еднаш ќе напоменам, значи би било избрзано да го направиме тоа пред да поминеме и преку фундаменталните причини поради кои што јас верувам дека нема тоа да се случи. Значи не заборавајте, ова е добар индикатор, но истиот може да не се исполни затоа што се уште имаме уште 6 цели денови пред истиот да заврши оваа свеќа и да видиме дали истата ќе заврши над параболата или под истата. Истото и со овој канал, да видиме како ќе заврши оваа свеќа. И нормално на дневно ниво е сега. Значи ќе напоменеме и околу каматните ставки, но прво правиме основна техничка анализа, потоа ќе се вратиме на каматните ставки. На дневно ниво, ако се сеќавате, разговаравме за овој триаголник и првенствено нашата анализа беше успешна и цената на вистина значи проби нагоре како и во 70% од случаевите, но имавме значи макропродажба, гледаме дека многу од луѓето значи ги уновчале своите профити кои што ги имаат добиено со држење на долар во долго време и гледаме дека од оваа макропродажба, овие дабл топ формација кои што имаме овдека, добивме пробивање надолу. Сега на дневно ниво гледаме дека падот на овој индекс кореспондира со долната граница на Болинџер бендот, како и со Фибоначи, значи она поставеност на Фибоначи која што имаме овдека за придвижување на цената нагоре. Моментално вредноста на оваа свеќе е задржана на 23,6 првиот левел на Фибоначи и исто така гледаме дека истата допре до долната граница на Болинџер бендот, како и до 50 дневната средна вредност на DXY индексот, што е оваа зелена линија, и гледаме дека таму истата се задржа. Значи, триаголната формација која што можеме да видиме се уште е комплетно испочитувана до моментот кога истата е пробиена. Затоа што оваа свеќа не успеа да се задржи над горната граница на триаголникот, гледаме дека истиот проби надолу, што е многу помала веројатност, но тоа се случи. Како и да е. Значи, она што можеме да го видиме моментално е дека секој допирање на долната граница на Болинџер бендот или пак на 50 неделната средна вредност, гледаме дека имаме голем пробив на цената нагоре после тоа. Значи, да погледнеме неколку примери наназад, кои што би ни служиле како пример за тоа што можеме да очекуваме. Значи, пред само еден месец, на 12 септември, цената се приближила до 50 неделна средна вредност и долната граница на Болинџер бендот и сме имале огромен пробив на цената нагоре. Пред тоа, допир на долната граница на Болинџер бендот, како и овдека во случајов имаме значи, неколку пати допир на 50 неделна средна вредност, имаме голем пробив на цената нагоре. Да се вратиме назад, уште еднаш. Допир на долната граница на Болинџер бендот и 50 неделна средна вредност, кои што се уште ни представуваат солиден отпор, значи не поддршка на цената и имаме пробив на цената нагоре. Значи гледате, уште од самиот почеток на ова, гледате, во секој момент кога цената добрала долната граница на Болинџер бендот и на 50 неделната средна вредност, имаме огромен пробив на цената нагоре. Што значи дека затоа и велам, премногу е рано да се радуваме на евентуален пробив на цената, затоа што овие две досега се покажале како многу солидна поддршка на цената и гледаме дека истите и во случајов тоа го прават, значи цената веднаш се коригираше од 110,7 на 110, скоро на 111. Значи, ќе видиме како се до тоа ќе се одвива, да погледнеме што се случува и со Market Cypher. Значи, Market Cypher ни покажува пат. И тоа солиден пат, со тоа што и VWAP и MACD се под нулата за одблување на моментално парите кои што влегуваат во овој сектор. RSI исто така во солиден пат.
и сток RSI во солиден пат, RSI се наоѓа на некоја повторна неутрална вредност околу 50, истиот не ни покажува многу, но ќе напоменам уште еднаш, овие досега се покажале како солиден отпор, со тоа што овој отпор не е само на овој фрейм, значи како што рековме, ако се вратиме на неделно ниво, гледаме дека овој отпор исто така ќе удри на долната граница на овој канал, што е повторна поддршка, како што рековме овдека на оваа парабола се наоѓаме на долната граница на параболата. Значи гледате колку уствари само различни информации ни покажуваат дека се наоѓаме на долната граница на параболата, каде што луѓето кои што ги следат овие анализи, значи оние кои што ви ги направиле сами овие анализи, би купиле во овој момент наспроти да продадат. Значи, ќе напоменам уште еднаш се наоѓаме во доста булиш момент на DXY, така да ваквите корекции, значи во секој од овие моменти ние сме можеле да очекуваме дека оваа корекција е конечно крај на движењето на Bull, на DXY, но тоа досега не се покажало како такво. Сега ќе кажеме и која е главната причина, што ова е техничкиот дел од анализата, што досега ни покажува дека имаме солиден момент за задржување на цената на ова ниво и негово продолжување нагоре. Додека разлика од тоа, имаме фундаментален дел, значи ова е техничкиот дел. Фундаментален дел кој што знаеме и сами досега од сите наши анализи кои што сме ги правеле, сите оние кои што го следеле нашиот канал, дека моментално Федералната резерва на Америка, поради големата инфлација во Америка, се обидува и понатаму да ја качи вредноста на самиот долар со цел да ја намали инфлацијата. А тоа го прави преку намалување на количината на доларот на пазарот, а како го прави тоа? Преку подигнување на каматните стапки на сето она што моментално е дадено од Централната банка, односно Федералната резерва, кон комерцијалните банки како заем, кој што они понатаму го даваат на физички и правни лица. Што значи, дека со ваквите каматни стапки кои што ги поставуваат, кои што бевме сведоци и самите, а тоа е овие последователни 4 0,75, како и првата од 0,25, стигнавме до вкупна големина од 3,25 каматна стапка на се што моментално Федералната резерва произведува и дава на комерцијалните банки како заем. Со тоа, оваа каматна стапка служи со цел да ги намали барањата од комерцијалните банки, затоа што колку е помала каматна стапка, толку повеќе комерцијалните банки се склони кон земање повеќе и повеќе пари со цел да можат да понудат повеќе и повеќе пари на пазарот и да заработат повеќе и повеќе од тоа што самите нудат сопствена каматна стапка на сите оние кои што ги земаат овие кредити од комерцијалните банки. Додека во оваа ситуација, колку повисока е каматната стапка од страна на Федералната резерва, толку повеќе комерцијалните банки треба да вратат кон Федералната резерва. А самите тие мораат да разголемат каматната стапка уште повеќе за да би биле во профит, затоа што вие ако земете да речем кредит со каматна стапка од 3,25%, истиот го дадете, мора да го дадете со повисока каматна стапка, како на физичките, така и на правните лица. Со тоа што вие мора да зголемите каматната стапка, да речем можеби 10-15%, и на тој начин кога ќе ја дадете како таква, колку е повисока, толку физичките и правните лица се помалку склони да земат. И на тој начин доаѓаме до што? До следна рецесија, затоа што колку помалку се задолжуваат и колку помалку капитал се внесува во самата економија, толку повеќе овие физички и правни лица се склони кон зачувување на она што го имаат и не сакаат да преземаат ризици за да го зголемат својот бизнис, за да речем физички лица да купат нешто што сакаат за себе, што значи дека на тој начин сами ја предизвикуваат оваа рецесија која што моментално настанува во економијата. Че гледате, се тоа е како еден ланец кој што моментално се случува само поради тоа што моментално Фед ги зголемува каматните стапки постепено. Сега, ние разговаравме, ако се сеќавате претходно, дека Федералната резерва претходно имала иста ваква ситуација, кога самата инфлација на, значи, еве да се вратиме чисто да видите, значи ова е индексот на инфлација, кој што моментално е 8,2% на целата територија на Америка. Ова е CPI инфлација, односно која што ги содржи и цената на храната и цената на горивата, и можеме да видиме дека ваквата инфлација не била на овој ниво уште од 70-тите и 80-тите години, кога имаме развивање на така речено хиперинфлација во Америка, значи од почетокот на 70-тите па до некаде средината на 80-тите, значи во овие да речем 10-15 години имаме значи ненормална инфлација, која што исто така се обиделе со rate hikes на истиот овој начин, значи со тоа што ги зголемиле каматните ставки, со кои што позајмувале следни произведени долари на комерцијалните банки, да ја намалат инфлацијата и да ја доведат до ниво од 2%, што е уствари да речем најзадоволително ниво за Федералната резерва, затоа што Федералната резерва
има две работи. Меѓу кои што првата е да ја организира, значи да ја ограничува инфлацијата, да ја држи на соодветен левел, а втората е да ја држи невработеноста во Америка исто така на соодветен левел, што е прифатлив за самата економија. Со тоа што секогаш кога инфлацијата испаја контрола како во претходниот пат, ги користат истиот овој инструмент на каматните стапки, со кој што фактички колку повеќе изголемувате каматните стапки, толку помалку имате долари на пазарот, затоа што комерцијалните банки се обидуваат да вратат што може повеќе кон Федералната резерва за да немаат голем долг, затоа што каматната стапка и понатаму расте, а колку повеќе ги враќаат парите, толку помал долг имаат, затоа што, нели, ако имате вие да речем 2 трилиона, и ако знаете дека Федералната во случајот Федералната резерва и понатаму почнува да ги изголемува каматните стапки, на 2 трилиона е многу поедноставно да вратите 3,2%, отколку да вратите 4,5%. Така, затоа во оваа причина се обидува што може повеќе да вратат назад во Федералната резерва. Ако во Федералната резерва ги намалува, значи количината на долари на пазарот, на тој начин намалува и инфлацијата, затоа што оваа инфлација е директно поврзана со принтањето на пари во 2019 и 2020 година со цел да ја избустаат економијата, што моментално им се врати во инфлација. Нормално. Колку повеќе работи, значи многу едноставно, еве прост пример. Почеток, значи секогаш го кажувам истиот пример затоа што е најприфатлив и најсоодветен моментално за сите оние кои што се обидуваат да сватат оваа ситуација. Да речеме дека сигурно сте поминале преку почетокот на смартфонс. Значи на почетокот смартфонс беа многу скапи, така, значи тачскрин телефон беше невозможно да се купи и оние што го има беше црно-бел со некој пенкалце и беше не знам еден во 200 луѓе, така. И беше премногу скап да се купи. Но како се движи работата натаму, значи како повеќе и повеќе сите се преориентираат кон производство на смартфони, така нивната цена се повеќе и повеќе паѓа затоа што имате премногу смартфони на пазарот, иако можеби нивното производство е големо, значи скапо, но затоа што ги имате премногу, цената мора да падне затоа што немате конкуренцијата сама по себе ја бутка цената надолу. Истата ситуација и во доларот. Колку повеќе долари на пазарот имате, толку помала неговата вредност. И обратно. Колку помалку долари на пазарот имате, затоа што е се поредок и поредок, толку повеќе се зголемува неговата вредност. Колку повеќе се зголемува неговата вредност, инфлацијата сама по себе паѓа надолу. Сега, претходниот пат, проблемот, значи што сакам да ви го соочам со оваа ситуација е дека Федералната резерва престанала со rate hikes затоа што не сакала да ја бутне економијата во рецесија и гледате што се случило. Значи они вовеле rate hikes од 72-та па до 75-та, мислејќи дека тоа се доволно rate hikes, односно доволно каматни стапки за да ја намалат инфлацијата и истата да се придвижи до на 2% ниво кое што нив им е задоволително, еве ќе зголемим чисто да знаете каде би требало да биде. Со тоа што се случи, затоа што не ставиле доволно соодветна висока каматна стапка, односно не ја дигнале каматна стапка доволно, имаме втор степен од инфлацијата кој што се придвижи уште повеќе. Значи првиот до 74-та бил на 12,2, а следниот е на 15. Значи затоа што не направиле доволно каматни стапки. Сега поради оваа причина они моментално се обидуваат да креират и повеќе од колку што треба каматна стапка, па дури и да ја бутнат економијата во загуба, со цел да ја донесат инфлацијата на ова задоволително ниво негде околу 2%. Значи тоа е каде ние очекуваме да се врати инфлацијата пред Федералната резерва да биде задоволна со инфлацијата и да продолжи со намалување нови каматни стапки кои што во тој случај веќе нема да бидат потребни. Но за жал тоа се уште не се случува. И иако имаме заоблување на CPI инфлацијата, значи сега овде кога влегуваме во главниот проблем зошто јас верувам дека DXY вредноста ќе продолжи да расте, а противно на тоа биткоин и останатите пазари ќе продолжат да паѓаат барем во текот на крајот и почетокот на следниот месец. Сега, значи како што се сеќавате, ако сте го гледале, ако не, би ве замолил да се вратите назад и да го погледнете нашето видео за инфлација, каде што разговараме во техничка анализа, напредна техничка анализа, има едно видео кое што е наречено само инфлација, каде што може да видите се во однос на инфлацијата кој што треба да биде познато, за да може да го разберете следниот дел од оно што го објаснувам. Значи, ако се сеќавате, ние неколку пати до сега кажуваме дека инфлацијата е поделена на CPI инфлација, онаа популарната инфлација, која што ги опфаќа сите продукти, сите средства, сите суровини, сите услуги на една територија, и кор инфлацијата, која што ги опфаќа сите овие, но ги одзема цените на храната и цените на горивата. Што значи дека кога ќе ги одземеме цените на храната и горивата, кои што се
волатилните цени на пазарот, добиваме кор инфлација која што е многу постабилна и многу по неволатилна за разлика од CPI инфлацијата, која што за жал е единствената која што моментално медиумите ја покриваат, но она што моментално на овој чарт го гледаме овдека е уствари CPI инфлацијата која што за жал е единствениот фактор кој што моментално сите економисти го гледаат. Зборувам економисти од типот на трговци. Значи, оние кои што се вистински економисти нормално ги гледаат двете во предвид, како што се и ФЕД. Значи, ФЕД исто така ја зема во предвид и кор инфлацијата и самите неколку пати до сега истапуваат и кажуваат дека нив има многу побитна кор инфлацијата за разлика од CPI инфлацијата, затоа што кор инфлацијата им нуди многу по соодветни стабилни резултати врз кои што може да го крадат следниот чекор во нивната стратегија за намалување на инфлацијата. Со тоа што кор инфлацијата, значи чисто да напоменеме, можеме да видиме дека истата се заобли, стигна до 9,1, при тоа падна неколку пати, значи можеме да видиме од оваа табела, од 9,1 падна на 8,5, па на 8,3 и на 8,2. Но гледаме дека овој пат се повеќе и повеќе се намалува. Иако они понатаму ја зголемуваат на каматната стапка, се уште немаме солиден пат. Односно, како што рековме, ако се сеќавате кога пат разговараме за овие 9,1. Доколку имаме неколку пати пат од 0,6, како што беше од 9,1 до 8,5, ние ќе можеме да кажеме дека на вистина овие каматни стапки се доволно. Гледате дека од месец на месец инфлацијата се повеќе и повеќе паѓа во соодветен размер, односно да речем 0,5, 0,6, 0,7, но за жал тоа не е така. Гледаме дека се повеќе и повеќе падот се намалува. Додека за разлика од другата страна, која ќе ја погледнеме кор инфлацијата, имаме сосема друга слика, каде што во март имавме 6,5%, истиот се придвижи до 5,9 во јули, но моментално имаме дури и повисока стапка од онаа во март од 6,6%. Што значи дека кор инфлацијата на оние добра без храна и горива се повеќе и повеќе се качува. Што значи дека они побитниот индикатор за инфлација им е многу по негативен за разлика од оној кој што ние моментално го гледаме, кој што се уште има намалување, така речено, но проблемот е што самата ФЕД овој индикатор го гледа. Значи не го гледа CPI толку колку што го гледа кор индикатор. Што значи дека можеме да очекуваме што? Повторна каматна стапка, покачување и со тоа повторно зголемување на вредноста на доларот, што е контра од оно што моментално го гледаме во самата анализа, но тоа е вистината. Значи, она е тоа што ја кажувам дека моментално Федералната резерва има два индикатори кои што ги зема во предвид кога одлучува дали и понатаму да ја зголеми значи каматната стапка од 0,75 или не. Рековме, значи тоа се двете основни работи кои што се моментално работа на ФЕД, а тоа е регулирање на инфлацијата и регулирање на вработеноста. Со тоа што вработеноста моментално, гледаме од овој чарт, исто како и од чартот моментално што го имаме овдека, е на рекордно ниско ниво. Значи, оваа 4% линија која што ја имаме овдека е процентот кој што Федералната резерва го зема како прифатлив за невработеност на територија на Америка и секој придвижување на овој индекс над 4%, односно зголемување на инфлацијата над 4% на глобално американско ниво би представувала проблем. Значи тоа би бил втор проблем кој што Федералната резерва го има, но сега моментално, значи гледаме дека невработеноста се уште се движи по нивоа пред COVID, кој што моментално биле негде околу 3,5% и моментално имаме повторен. Со тоа што двата битни индикатори кои што им се битни за дали и понатаму треба да продолжат да ги качуваат каматните стапки, рековме дека првиот е исклучиво кажува дека мора да продолжи затоа што кор инфлацијата е повисока од претходно, CPI инфлацијата не се намалува доволно колку што они очекуваат, значи немаме солидни намалувања надолу и во оваа ситуација вториот дел, односно самата невработеност гледаме на рекордно ниво со тоа што значи претходниот месец се придвижи нагоре поблиску до самиот, значи можеме да погледнеме овдека, значи се придвижи нагоре до 3,7 и повторно падна на 3,5. Значи имаме 0,2% изголемување невработеноста во Америка, што за нив е исклучиво поволно и нив не име гаре што останатиот свет моментално пати за тоа што доларот е премногу скап, но они понатаму ќе продолжат следо дека невработеноста е на ова завидно ниво, што значи дека невработеноста и кор инфлацијата првенствено ни покажуваат дека Федералната резерва има одврзани раце да и понатаму продолжи да ги качува
моментално каматните стапки. Со тоа што, како што рековме, како и секогаш, значи на investing.com, значи овде може да видите, ова е посебен таб на investing.com, кој што собира гласови во однос на тоа колку ќе биде следната каматна стапка, односно што очекуваат луѓето на пазарот од следната каматна стапка. Рековме дека моментално каматна стапка е 3,25% од сите каматни стапки досега собрани и они очекуваат 92,5% од луѓето кои што гласале во овој пол очекуваат истата да се качи до 4%, односно да се качи за уште 0,75% нагоре, а да се вратиме уште еднаш назад. Значи, секој момент кога имаме качување на DXY каматната стапка за 0,75%, гледате што се случува. Значи, постојано кажуваме истото. Имаме благ пат и моментот кога ќе се донесе каматната стапка од 0,75, имаме нов all-time high. Повторно, во оваа ситуација имавме директно all-time high, нормално. Значи, благ пат, нов all-time high, 0,75. 0,75 благ пат, нов all-time high. Значи, досега 4 пати поред сме утврдили нов all-time high, локален all-time high, кога била додадена 0,75% каматна стапка, што не верувам дека има причина зашто тоа не би се повторило повторно, посебно со оглед на фактот дека влегуваме во зима, че ова исто така дел од фундаменталната анализа, во која што имаме војна во Русија и Украина, имаме војна која што само не започна помеѓу Кина и Тајван, со тоа што значи ова е многу битна работа, можеби за вас не е, но мора да го следите фактот дека политиката е директно поврзана со економијата. Сите случувања во политиката делуваат на економијата, а со тоа делуваат на сите цени, на сите пазари, како и на вашето портфолио. Значи, вие не знали сте во тек, но моментално Ши Жинпин, председател на Комунистичката партија во Кина и председател на Кина, нормално, доби уште еден нов мандат, со тоа што после овој трет мандат се очекува истиот да биде доживотен председател на Кина и со овој нов мандат истиот стави до знаење дека една од главните цели на неговиот мандат е припојување на Тајван во Кина. На позитивен или негативен начин не е битно, битно дека истиот очекува во овој мандат да го припои Тајван кон Кина. Сега, проблемот е што ако ги погледнеме на политички план во светот ситуациите, гледаме дека НАТО алијансата заедно со муриканците се презадолжени моментално и се во преголема спрега со тоа што се обидуваат да помогнат на Украина да се одбрани од русите. Значи тоа не го прават од добрината на собствените срца, тоа го прават затоа што ја користат Украина како заштита од Русија, затоа што ако Украина и Русија се заедно, гледаме дека Европа нема да постои. Но ги користат украинците моментално, затоа и се вели ќе се бориме со Русија до последниот украинец. И гледаме дека со нивното финансирање ниту еден војник од Европската алијанса и НАТО алијансата не загина, така да они само ги користат како топовско месе украинците со цел да ги на некој начин забават русите во нивниот пробив, така речено, кон Европа, со тоа што, значи, во исто време, сега зошто ви го кажувам ова? Не е битно, нема да зборуваме за политика, но битно е ова да го поврзете со економскиот дел. Значи, сите овие санкции моментално ќе се вратат во Европа. Сите овие санкции моментално делуваат и на америчко тло, и на европско тло, и на сите оние посиромашни држави кои што директно зависат од Европа. И исто така, истото ќе се прошири и во Кина и Тајван моментално. Зошто? Затоа што Кина моментално го гледа Тајван како пречка, поради тоа што истиот е финансиран од истата таа НАТО, заштитен од истата таа НАТО, што значи дека Кина е одлично време моментално да направи инвазија на Тајван, затоа што моментално НАТО е презадолжен и преинвестиран во Украина и не верувам дека истиот е со оглед на тоа колку инфлација има, со оглед на тоа дека Европа самата по себе е потоната во криза, политичка, економска и слично. Значи, истите не можат сега наједнаш да се преориентираат и на другата страна, каде што би помогнале на Тајван да се одбрани во оваа ситуација и затоа, значи, тоа е главната причина по која што јас верувам дека Кина ќе се осмели моментално да направи инвазија на Тајван, затоа што Америка не е слободна за да може директно да се прераспредели во Тајван, затоа што веќе е премногу инвестирана во Украина. Значи, тоа е една од главните причини по кои што јас верувам дека навистина ќе почне војна во Тајван и ако тоа се случи, тоа повторно ќе делува на самите пазари и ќе ги бутне истите понатаму надолу. Значи, секоја војна, секој конфликт, секое големо ескалирање на истиот претходен конфликт дополнително ги бутка пазарите надолу. Затоа ви реков, значи во следниот период во оваа зима имате длабока економска криза во Европа, каде што имаме огромен недостиг на ресурси, во случајот највеќе газ, а понатаму електрична енергија,
кои што тоа директно ќе го поврзат со самите пазари, затоа што ако вие немате доволно газ, значи дека и дел од вашата индустрија нема да може да произведува. Автоматски тоа ќе се одрази на пазарот. Имате глад кој што ќе дојде, затоа што поголемиот дел од житото кој што се произведува моментално во Русија и во Украина, прво, Русија нема да се трзне да го дава на никој друг, освен на самите себе, а Украина не може и да сака да го продаде на било кој друг, затоа што моментално поголемиот дел од овој жито е заробено во средината на војната. Значи имате недостиг на храна, во исто време имате се уште постоечки конфликт помеѓу Русија и Украина, кој што топрва ќе се зажести, затоа што русите само што рекрутираат 300.000 луѓе. Имате можен почетен конфликт во Кина и Тајван. Значи, гледате само колку моментално економски кризи дополнително делуваат на сето ова. А во исто време Америка не е гајле, она се обидува да си ја смири инфлацијата на сопствено тло и не е гајле како тоа делува на останатите моментално валути, што гледаме дека доларот и еврото се во рекордни ниски вредности, поради тоа што еврото и фунтата се во рекордни ниски вредности, поради тоа што доларот не престанува да расте. И истиот нема да престане да расте, зошто? Да се вратиме назад на самата тема, заради тоа што имаме ниска невработеност, која што на Федералната резерва и дозволува и понатаму да ги качува командните стапки, а во исто време имаме висока CPI инфлација и уште повисока кор инфлација од претходниот all-time high, all-time high зборуваме локален all-time high, што значи дека на крајот од денот овие 92,5% кои што ни кажуваат дека ќе биде 0,75%, следната каматна ставка се вистините и јас ги очекувам. И згоре на сето тоа, на 1 и 2 ноември тоа ќе се случи, нормално, тоа е на почетокот на следниот месец, што оваквата стапка, иако не можеме со сигурност да знаеме како ќе делува на почетокот, затоа што гледаме дека до сега многу различно делува пазарот во секој сегмент кога сме добили 0,75, гледаме дека некаде сме имале раст во моментот кога сме добили 0,75, па сме имале пад. Потоа сме имале 0,75 пад па раст, сме имале 0,75 во средината на падот, па повторно раст. И во последниот 0,75 имавме солиден раст пред да имаме моментален пад. Но едно што сите овие имаат заедничко е тоа дека после секој од овие стапки имаме нов all-time high локален, кој што е неизбежен, затоа што се повеќе и повеќе се намалува количината на доларот на пазарот. Па затоа и после следното јас не гледам причина зошто тоа не би било така. Значи уште еднаш ќе напоменам. Моментално техничката анализа ни покажува дека може не пад надолу. Но фундаменталната анализа ни покажува дека тоа нема да се случи, посебно со оглед на фактот дека ќе се напомене уште еднаш. Значи имаме поддршка од, значи сега зборувам за доларниот индекс и техничката анализа која што дополнително покажува дека ова има сосема логика. Значи на дневно ниво цената само што удри на долната граница на Болинџер бендот и 50 дневна средна вредност, видовме во неколку наврати колку тоа позитивно делува во секој момент кога тоа ќе се случи. Потоа на неделно ниво моментално се наоѓаме на долната граница на овој канал кој што досега 3 пати бил одбиен нагоре. Значи гледате се повеќе и повеќе овие моменти кои што ни покажуваат дека имаме солиден момент за поддршка, како и во оваа ситуација каде што ова ниво од 2002 година ни представува фактички поддршка затоа што веќе сме пробиле нагоре и ова е само негов ретест. Значи гледаме дека овдека во сите овие наврати заедно со овој чарт каде што моментално исто така се уште не е званично пробиена параболата нагоре. Значи сите овие моментално ни покажуваат дека се наоѓаме на долната граница на поддршка во секоја временска зона и посебно на параболата дополнително на сето тоа. Што значи дека кога би донеле 0,75 после овие работи кои што ја кажав моментално на 1 и 2 ноември, ние имаме солиден простор за повторен раст на DXY дури и до нова all-time high, со тоа што очекуваме конечно да стигне до горната граница на самиот оваа горна граница на самиот канал во кој што се движи, за кој што претходно разговаравме, дека обратно поставена од последниот потек, Фибоначи секвенцата ни покажува дека следната мета кореспондира со горната граница која што очекуваме да биде и крајната граница на овој bull market за DXY, но нормално секогаш тоа, значи иако моментално гледаме дека се ни покажува дека се движиме таму, секогаш има мала шанса тоа да не се случи. Затоа ние сме веќе инвестирани во 50% од нашето портфолио со цел да го избегнеме овој момент да го промашиме самото дно, односно веќе да имаме лоцирано блиску до самото дно соодветни да речем делови од нашето портфолио. Значи ние се на некој начин безбедни. Со тоа што во следниот период ќе видиме дали треба да почекаме до
потенцијално поголемо дно на криптопазарот, или пак треба да купиме кога ќе бидеме блиску до самото дно со оглед на фактот дека ако овој индекс почне да паѓа, тогаш очекуваме дека овие придвижувања на биткоин нагоре ќе се задржат, односно истите ќе бидат на некој начин загарантирани и ќе продолжат да се движат нагоре. Но повторно, јас верувам дека моментално во следниот период можеме да очекуваме повторни падови на 1 и 2 ноември, иако тоа можеби нема да се случи на званичниот датум, во следниот период сигурно ќе се случи. И уште една поголема причина за тоа е самите избори на 8 ноември, кои што до сега ни покажуваат во неколку наврати дека можеме да очекуваме пад на пазарите. Ќе се вратиме наназад на неделно ниво да видиме што се случувало во истите датуми, затоа што во секои 4 години на 8 ноември се одржуваат новите midterm избори во Америка и гледате што се случува. Значи ова е bear маркетот во 2018-2019. Значи да погледнеме што се случувало во претходниот дел од овој bear маркет на тој сегмент, значи од октомври до ноември. Така, значи гледаме дека во крајниот дел од октомври сме имале пробив на цената нагоре, гледате на 29 октомври, од 22 до 29 октомври, но почетокот на ноември гледате што се случило. Имаме масовен пад кој што ствари бил последната капитулација на овој bear маркет, што можно е, значи голема веројатност да се случи и во овој bear маркет. Гледаме дека два пати до сега, значи се случило дното на bear маркетот точно во моментот кога сме имале midterm elections во Америка, значи еве и овдека, да видиме што се случило. Значи имаме само да ви кажам, значи ни треба ноември, гледате. Во ноември 2014 година, значи повторно гледате, имаме ние на почетокот на самиот месец придвижување нагоре, но во моментот кога се случувале изборите, имаме масовен пад на истите надолу. И тоа во еден цел месец после тоа. Исто се случило и во 2000, значи тоа е 2014 и во 2018 година. Значи дека досега два пати во два циклуса сме го утврдиле дното точно на изборите во Америка, што не значи дека и овој пат ќе биде директно случајот, но гледате дека се ни покажува дека се уште ќе имаме уште еден пат. Иако денес ќе имаме ваква масовна, како да кажам, масовно придвижување на цените, че каде 14% ADA, 10% Ethereum, јас не би се радувал премногу сега, затоа што ова може многу лесно да се смени и многу бързо да се смени. Посебно со оглед на фактот дека доаѓаме до момент каде што, пак ќе речам, значи се наоѓаме пред клучни моменти, како што е 1 и 2 ноември Федералната резерва со станокот и midterm elections на 8 ноември 2022 година, кои што досега во два наврати во bear маркетите ни покажале масовно паѓање. Гледаме дека значи се уште на целата територија моментално на традиционалните пазари имаме доста позитивно движење. И сега, како што кажаме до сега, значи се е тоа супер, ми се допаѓа ова што вака денеска имаме зелен ден, посебно во средината на ваква анализа, значи до сега се беше неутрално и наеднаш во овој ден имаме ваков напред на цената, кој што верувам дека многу од вас мислат дека тоа е тоа, сме дошле следни bull маркет, но пред да ги поминеме следните овие датуми, јас се уште не би се радувал премногу, посебно како што кажам уште еднаш ги погледаме сите овие индикатори овдека, гледаме дека ниту еден од нив практично не е исполнет се уште. Значи соодветно за да можеме да потврдиме дека сме во следниот bull маркет, иако многу од овие ќе се исполнат кои веќе ќе го утврдиме, да речем после одредено време кој ќе го утврдиме самото дно на маркетот, но барем да имаме овие два да добиеме солиден пад на истите, да добиеме солиден пресврт на истите, би биле доволно за да можеме да кажеме да, можеби ова е дното на пазарот, после како понатаму ќе се движиме, нормално сите овие ќе почнат да се исполнуваат се повеќе и повеќе, ќе ги комплетираме во одреден момент, но како што кажа уште еднаш, се уште гледам многу како технички, така и фундаментални причини за да немаме соодветен пад на DXY, како и на самата инфлација и тоа, и да не забораваме дека инфлацијата, значи стапката на инфлација за октомври ќе биде исто така на 10 ноември објавена, што е еден ден после изборите во Америка и тоа, значи гледате се, имате 1 и 2 ноември имате Федерална резерва состанок, кој што сигурно ќе донесе барем 0,75% каматна стапка, потоа имате избори во Америка на 9 и на 10 имате каматна стапка објавена за октомври, што јас верувам дека не би била сјајна. Останува да видиме, но нели не можеме да знаеме пред да видиме, јас верувам дека нема да добиеме нешто многу позитивно во тој сегмент. Значи сето тоа се негативни фактори кои што сигурно ќе делуваат на повторен пад на пазарите, со што на кратко сакам да покажам што се случува со
SPY и NASDAQ. Значи SPY и NASDAQ гледаме дека имаме придвижување нагоре на цената и тоа дури над ова дно, но да не забораваме дека веќе направија lower low, односно по-ниско дно, со тоа што генерално цената се уште се движи во овој канал, значи кој што моментално го гледаме, може подобро да го видиме на неделно ниво, чисто за да видите дека ова корекција која што добивме во овој сегмент веќе ни беше познат затоа што овој канал е воспоставен уште од овој момент. Значи кога успеавме да ги утврдиме овие две точки, имавме 4 точки на кои што можеме да утврдиме канал и гледаме дека оваа долна граница воопште не беше изненадување за нас, но битна работа е тоа што се придвиживме точно во оној сегмент во кој што кажавме дека очекуваме цената да се придвижи, за да можеме да очекуваме дно на овој чарт. Значи гледаме на овој месечен приказ на SPY индексот, односно S&P 500, 500 најдобрите компании во Америка, дека од претходното дно, кое што го утврдивме во претходниот bear market, имаме корекција надолу точно до 50% од Фибоначи секвенцата, која што точно беше допрена во овој момент каде што рековме во средината на ова поле, во кое што рековме дека би можело да биде евентуално потенцијално акумулационо поле, со тоа што ние веруваме дека се уште е можно да цената падне до овој сегмент, но гледате дека точно допирањето на 50%, што ние го најавивме уште цената кога допре овде до 23,6, значи уште тогаш разговаравме дека цената минимум мора да допре паралелно до 50%, што кореспондира со претходниот all-time high во овој bull market во 2020 година. И гледаме дека истата уште малку не се придвижила до горната граница на овој канал, по кој што цената се движи на SPY во долго време, гледате. Значи, ова сето е техничка анализа која што е доста отворена, но мораме истата да ја поврземе со самата фундаментална анализа за тоа каде се наоѓа моментално цената на SPY индексот. Значи, до сега анализата на SPY сме ја направиле spot on, како што можам да видам, затоа што точно се придвижи до оној момент каде што рековме дека се придвижи заедно со оваа 50 месечна средна вредност во оваа ситуација и долната граница на Bollinger Bandот, со тоа што ќе се вратиме повторно на неделно ниво. Значи, како што рековме, моментално се наоѓаме скоро до горната граница, до средната линија на Bollinger Bandот, која што верувам дека ќе биде соодветен предизвик на цената на SPY, со тоа што и овој канал го имаме овдека од овој гап. Сега гапови не користиме толку многу во криптоанализи затоа што генерално крипто постојано работи. Значи немаме моменти кога криптоберзите се исклучени, па затоа ги немаме овие гапови кои што се појавуваат најчесто од почнување и завршување на тргувањето преку викенд. Затоа и овој гап, како што можеме да видиме, е соодветен отпор и поддршка на цената на SPY, како што можеме да видиме пред тоа бил отпор, за да стане поддршка и повторно да стане отпор во оваа ситуација, со тоа што горната граница на овој гап поистоветува со средната линија Bollinger Bandот, кој што јас верувам дека ќе биде доста солидна препрека за цената да продолжи нагоре, иако имаме булиш конечно придвижување на оваа цена, но да не забравиме, значи и да се продолжи понатаму овие неколку дена со позитивна акција, што е супер, одлично, значи оние кои што ќе направат 10% со 15% на овој во овој еден час со кој што го снимаме ово видео, 9% на DOT, Solana е 13, значи гледате овие цени одлично, но повторно, значи ако сте правиле краткорочен трейдинг, тоа е супер. Но не заборавајте дека ова може многу брзо да се смени, посебно со оглед на фактот дека вакви бројки не сме виделе многу долго време. Така да моментот кога DXY ќе се врати нагоре, поради било која причина, рачунајте дека ова ќе го добиете истите овие проценти само во негатива. Значи останува да видиме дали е тоа вистина или не. Во секој случај, дори да се предвижиме нагоре, секогаш има корекција во која што ќе можеме повторно да влеземе со преостанатиот дел од нашите 50%, но уште еднаш напоменувам, со оглед на она што го гледаме моментално во самата анализа, можам да заклучам дека сме далеку од почеток на bull market и дека кога ќе го погледнеме ова на макроанализа, значи гледате колку е мал овој потек. Иако зборуваме за 10, 15, 10, гледате колку е мал овој потек. Еве ќе ги погледнеме и сакав да ги погледнем нормално исто и алткоините, знам дека ова видео е малку подолго, но не сме имале вакво придвижување на пазарот долго време, затоа и сакам да направиме соодветна анализа. Значи, доколку го погледнеме што се случува со Ethereum на неделно ниво, гледаме дека овој последен потек сме имале прва корекција до 38,2%, овој потек овде, со тоа што моментално имаме повторна корекција, но проблемот што е? Значи, ако моментално го исклучиме вака, поедноставно да можеме да видиме кај се наоѓаме, значи без Market Cipher можеме да видиме дека сето оваа корекција била одбиена каде? Од Bull Market Support Band.
значи да се вратиме и овдека на неделно ниво, овдека сме малку далеко од истиот, но нели, уствари не, подобро да го погледнеме овде. Да, на овој чарт го имавме. Bull market support band. Значи гледате, буквално се исти. За разлика од еден само оној кој што не е ист во оваа ситуација, еве ќе погледнеме, ќе видите дека сите уствари се придржуваат под bull market support band. Значи да споредиме, ќе видите дека без пробивање на bull market support band и соодветен ретест не може да очекуваме започнување на следен bull market. До сега тоа е потврдено со еден тон анализи. Значи гледате и овдека. Иако ова е огромно продвижување, 10%, цената нема некој огромно продвижување на самиот чарт, кога ќе погледнеме на макро ниво. Гледате. Значи гледате каде се наоѓаме доле. Така, еве да погледнеме нада. Повторно ќе видите истата ситуација. Каде се движиме? Под bull market support бендот и се придвижуваме за повторен ретест. Значи гледате дека до сега сите овие ретести биле неуспешни, затоа што се наоѓаме се уште во bear market. Дот иста ситуација. Ретест на bull market support band. Неколку пати, моментално тоа ќе биде повторен ретест на bull market support бендот. Кога bull market support бендот и неговиот ретест ќе изгледа вака, тогаш можеме да разговараме за почеток на следен bull market, како што е во ситуацијата со Ripple, но и тоа не значи дека ќе трае со оглед на фактот дека очекуваме неколку негативни недели во иднина. Така да ова е момент во кој што гледаме дека може вака треба да изгледа правилна корекција на bull market support band, но истото со тоа што Ripple е се уште врзан со останатиот крипто пазар, може да проложи исто како и останатите под bull market support бендот, односно да пробие повторно надолу со оглед на фактот дека се уште се наоѓаме во bear market. Значи тоа е се што имаме генерално денеска за кое што разговараме, иако овој ден е доста позитивен, јас извинувам што ви внесувам негативни чувства во овој момент, но мораме да биде реални за тоа што се случува на пазарот и кои се моментално главните причини за понатамошно продолжување на bear маркетот и затоа мораме да го гледаме ова реално пред да продолжиме понатаму со донесување на инвестициони одлуки. Сега за крај, повторно, јас знам дека малку подолго ово видео, 1 сат и 11 минути, но гледате дека зборувам 100 на сат и повторно немам доволно време за да ви пренесам се што е потребно за да направиме правилна анализа. И за крај нормално ќе поминеме преку овие основни индикатори во однос на тоа што се случува на самиот страв на пазарот. Гледаме дека стравот на пазарот се држи на одредено ниво, но после денешниот ден ја верувам дека утре ќе биде доста позитивен, значи ќе имаме скок на оваа вредност. Сега, значи како што рековме, самиот индекс може да се очекува да се гледате дека уште од 26 септември имаме некое движење хоризонтално, а тоа моментално ќе се прекрши со оглед на фактот дека имаме придвижување нагоре. Гледаме дека моментално традиционалните пари се на неутрално ниво, со тоа што од овој потек денеска, утре може да очекувате, затоа што ова се ресетира во 1 по полноќ, така да утре може да очекувате дека веќе ќе влезе во грид, што е првиот момент што ви кажува дека ќе имаме продажба, што е она што јас ви го кажувам моментум, затоа што вакви напливи на ова е многу ретко во bear market и кога се случува, најчесто се случува поради некој јас се уште не сум нашол точно која е причината за овој пат, но како и да е, нели, ќе имаме јас се обидов да најдам едноставно моментално нема активна вест која што ни кажува зошто се случува ова. Најчесто ваков пат од оваа големина од 12 на 10,7 е со причина, значи ова никогаш не паѓа со оваа големина без веза, но за жал се уште не може да најдам која е причината, така да до утре верувам дека ќе го знам тоа, ако нешто има ќе ви го објавам на самата Facebook страна. Како и секогаш, ова е тоа што треба да ве смири, да ви кажа дека се уште имаме уште многу време пред следниот халвинг, значи работиме моментално на лов на дното, така да не брзаме, има време пред да видиме што ќе се случи и каде ќе ги ставиме следните 50% од нашето портфолио. Да алоцираме во соодветен момент, затоа уште еднаш ќе напоменам, значи дури да го завршам ово видео на да речем заклучок. Значи можеме да гледаме дека имаме позитивен момент на пазарот, тоа е во ред. Но фундаменталните вести заедно со техничката анализа ни покажуваат дека DXY индексот се наоѓа на солидна поддршка на сите временски зони од дневна, неделна и месечна. И дополнително на тоа имаме многу големи фундаментални причини поради кои што се уште истиот ќе се движи нагоре. Доколку нешто се промени на пазарот, ќе ви известиме директно и веднаш за тоа, но во ова време, иако имаме некое поместување на пазарот во кој што останатите пазари како и самите
криптопазари се придвижуваат нагоре, иако е тоа големо придвижување, на големината на падот кој што го имаат во глобалната скала, тоа е ништо. И ово моментално што гледаме порастување од 10% не е толку многу за да можеме да кажеме дека сме го помбинале bear маркетот. Така да ќе напоменам уште еднаш, значи сето она што гледаме моментално од техничката и фундаменталната анализа ни покажува дека глобално се уште се придвижуваме надолу со сите пазари освен во DXY индексот и дека можеме да очекуваме тоа и да продолжи пред завршување на овие три битни датуми кои што доаѓаат пред нас, а тоа се 1 и 2 ноември Федералната резерва и нивниот состанок со зголемување на каматните ставки. Потоа имаме 9 ноември избори, кои што досега во два bear маркета ни покажале дека го формува следното дно, односно после самите избори сме направиле конечна капитулација на крипто и традиционалните пазари, како и последниот до тоа е на 10 ноември добиваме повторна стапка на инфлација, која што исто така дополнително може да го забрза падот надолу, но мораме да видиме како се до тоа ќе се одигра, затоа ќе ве замолам уште еднаш да бидете предпазливи, да не брзате на пазарот, значи ние не алоцираме ништо се додека не видиме како се таа оваа слика ќе заврши, затоа што ние очекуваме дека ова што го гледаме моментално е позитивно движење на пазарот кое што може да се сврти и многу повеќе негативно да заврши во следниот период. Исто така да напоменеме дека се уште сме многу блиску до самото дно, како што рековме самото дно го очекуваме можеби да дојде до овие 1 или 2 на CBBI индексот. Со тоа што останува да видиме дали тоа ќе се случи во идниот период, гледаме дека имаме на некој начин во овој индекс гледаме дека се придвижуваме полека до таа вредност. Иако можеби овој пат нема да успееме да пристигнеме толку доле, но останува да видиме. Јас кажувам уште еднаш, ние како тим и понатаму не можеме да ви кажеме како да одлучувате и не можеме да ви кажеме кога да купите или не, ако вие мислите дека ова е дното. Значи ќе напоменам уште еднаш дека самата биткоин цена, доколку погледнеме на месечно ниво, се наоѓа на одличен момент за вие да купите. Значи, доколку сакате да купите, ова е веќе одличен момент за да се купи, затоа што ако погледнете од автоматски врвот на самата биткоин цена, ние се наоѓаме моментално на 70,1% во негатива, што значи дека имаме солидно придвижување надолу на цената, односно се точно на 78,8% Фибоначи секвенцата, што значи дека ако купите сега, сте во сосема одлична позиција за следниот бул маркет, но ние како професионалци сакаме да почекаме уште малку и да го алоцираме точно во најблиско до можното дно, нашите 50% кои што ни преостануваат, затоа што ако се сеќавате, значи ќе се вратам само на овој дел кратко и ќе завршиме со видеото. Значи во претходниот момент кога дојдовме после оваа капитулација, значи ние негде околу од 17 до 18.000 успеавме да алоцираме дел од нашата портфолија, со тоа што успеавме алоцираме и во овој дел уште еднаш. И ако ова успее да биде дното, тогаш ние сме супер, 50% од нашата портфолија сме ги алоцирале точно на самото дно. Значи тоа би било одлично за нас и само ќе ги алоцираме и останатите. Но доколку имаме повторен пат, тогаш на два пати на самата капитулација на биткоин сме ги алоцирале во одличен момент и поблиску до самото дно. Значи како професионалци остануваме и понатаму да пробаме да го таргетираме најнискиот момент на цената кој што би кореспондирал со самото дно на биткоин цената и да пробаме да алоцираме што можеме поблиску до него. Гледаме дека повторно ќе напоменам уште еднаш на дневно ниво веќе имаме знак за промена на трендот и се наоѓаме на горната граница на Bollinger Band-от, така да ако планирате да купувате затоа што цената ќе се движи нагоре, ќе повторам уште еднаш, ве предупредувам дека може во секој момент да се придвижи цената надолу. Можеби ќе имаме неколку дена во следниот период во кој што ќе имаме позитивна цена, но тоа не значи дека тоа ќе го смени генералниот тренд на движење на цената надолу, затоа што тоа се случува во моментов од сите технички и сите фундаментални анализи кои што ги направивме на генерално ниво. Не на локално, не на мали временски интервали, туку на генерално ниво, зборувам месечно и неделно ниво. Ви благодарам уште еднаш, знам дека нашите видеа се малку долги, се извинувам уште еднаш, но за жал, ваков тип на информации не може да бидат направени во 15 минутно видео, кој го прави тоа супер, јас тоа не можам да го направам така, и кога ги давам моите информации сакам да бидат целосни, и за тоа да биде направено така, мора видеото да биде малку подолго. Уште еднаш би ве замолил за поддршка како и секогаш, значи имаме многу голема маса на македонци во светот кои што се уште не знаат дека има македонски канал кој што работи исклучиво на македонски, со цел да ги едуцира за крипто секторот, без разлика дали тоа техничка фундаментална анализа или генерална едукација за крипто. Би сакал тоа да го проширам колку што можем повеќе, тоа може да го направам само со ваша помош,
така да секоја субскрипција, шер, значи секој коментар, лайк помага во тоа и ќе ве замолам кога веќе нашата материја е бесплатна и не наплаќаме како некој од останатите канали на Балканот, да ни помогнете да пробаме да ја расшириме со цел повеќе од луѓето да се информираат за крипто секторот пред истиот да дојде и пред тоа да биде малку касно за нив. Така да ви благодарам уште една за поддршката до сега. Продолжуваме понатаму како и до сега и може да очекувате во следните неколку денови да направиме видео за Ripple во однос на случувањата на судскиот процес, кој што за нас е многу битен, не знам за вас, но затоа и го покриваме на нашиот канал, да направиме музички токени, пред да продолжиме со новиот пол, кој што го направиме на нашиот канал, каде што исто така може да гласате за останатите 3 токени, коини и токени крипто категории кои што ќе ги направиме, а тоа е Store of Value, Bitcoin, дигитални валути, како што се Ripple, Stellar, Dash и слично, Litecoin, и последните се meme коини, кои што исто така мораме да ги покриеме како категорија. За тие може да гласате на нашиот канал во community page-от. Имаме дел каде што може да гласате кои сакате да ги гледате први од тие видеа, но пред тоа мораме да го завршиме и последното видео кое што беше за музички токени. И значи музички токени, Ripple покрива и на случајот и евентуално ќе направиме уште едно видео кое што рековме дека ќе го правиме секој викенд, а тоа е втора анализа на макро ниво каде што ќе покриеме чартови од типот на месечно целосно ниво на целиот Bitcoin чарт. Благодарам уште еднаш, се гледаме во следното видео, имате добар ден, поздрав од Криптогемиџија.